Гейминг индустријата или индустријата за видеоигри се почесто е актуелна тема со силен развоен потенцијал. Видеоигрите создадоа огромни светски пазари, па денес се значаен дел од забавната индустрија во светски рамки. Денес за ова ќе зборуваме во приказна. Гейминг секторот целосно го искористил пристапот и модернизацијата во имплементирањето на игрите на паметните уреди како телефоните и таблетите. Што во таа насока ви донесуваме во ово издание на приказна, проверете токму сега. Гейминг индустријата континуирано бележи прогрес и секојдневно отвара нови хоризонти за забава. Во светот ги надмина и филмската и музичката индустрија заедно. Таа е брзо растечка, високо профитабилна индустрија и денес брои околу 3 милиарди луѓе кои што играат игри. Во 2025 година се очекува вкупните приходи на светско ниво да достигнат 200 милиарди долари. За да добиеме впечаток колку е мокина оваа индустрија, да ја споредиме со филмската и со музичката индустрија. Филмската индустрија во 2025 година ќе има 50 милиарди приходи, а музичката 35 милиарди долари приходи. Значи, вкупно музичката и филмската индустрија се 2,5 пати помали отколку гейминг индустријата. Вкупната вредност на гейминг пазарот е над 162 милиарди долари, а во следните 5 години се очекува да надмине 300 милиарди. Проценките се дека оваа индустрија до 2025 година во светот ќе генерира повеќе од 260 милиарди долари приход. Морам да ви кажам дека и јас бев изненадена дека гейминг индустријата и во Европа, а глобално и во светот е една од најголемите индустрии моментално и најбрзо растечки. Кога ќе чуете, кога ќе ги слушнете бројките, тоа е нешто за мене просто неверојатно, дека околу третина од населението на светот, тоа значи 3 милиарди и 100, работат на гейминг игрите. Оваа година се очекува дека ќе има 200 милиарди обрт во гейминг индустријата глобално. Најголемите бариери е начинот на кој што се оданочуваат игрите кога ќе се продадат еднаш на Steam или на платформа надвор од Македонија нормално, и кога после тоа финансиите ќе стигнат во Македонија и повторно треба да се оданочат. Значи не се препознава тоа дека веќе еднаш е платен данок, например во Америка. Другата бариера е тоа што хардвер од типот на PlayStation, китот, односно сетот, кој што би требало да се користи за развивање на игри, не може да се увезе во Македонија и не може да се увезе, да речеме, мислам, ни во Србија, значи има ограничување на тоа кои земји смеат да го користат. Треба да се има компанија надвор од Македонија, во земја која што смее да го користи, па така преку таа компанија испаѓа многу перипетии, да, комплицирано е. Меѓутоа, не постојат бариери што се однесува до добра игра да си го најде патот во светот и до пазарот било каде во светот и да најде добар издавач и да најде одлична публика и реално луѓето кои што живеат тука работат игри за издавач кој што е надвор од Македонија, реално само физички се тука, а нивниот пазар и нивниот свет секогаш е некаде подалеку. Видеоигрите се една од најпривлечните приказни за економски успех во Европа, како и сегмент од европските креативни индустрии кои што доживува забрзан раст. Европската индустрија на видеоигри вреди 23,3 милиарди евра според Европската индустрија на видеоигри ESFA. Во Европа има над 4600 гейминг студија. Според извештајот на Европската федерација на развивачи на видеоигри, најмногу издавачи има во Велика Британија, додека вкупниот број во Европа е 170. Европската гейминг индустрија вработува околу 98.000 професионалци од различни профили, во кои предничат Полска, Франција и Германија. Шпанија важи за една од најатрактивните земји за развивање на видеоигри, а просечната месечна плата е околу 2000 евра, бројка што е тројно зголемена во САД. Јас мислам дека Македонија не заостанува зад светското ниво на колку жени се вклучени во оваа индустрија, а бројките кажуваат нешто многу интересно. 45% се жени во оваа индустрија. Да кажем, во Соединетите Американски држави такви се бројките. Дури за некои игри повеќе има и жени
од мажи. Така да сега и тие кои што ги програмираат тие значи игри, секогаш гледаат да не ги заостават интересот и на жените. И уште еден интересен податок кој што е вака од ова светскиве истражување е тоа дека знаете, старосната граница, сите мислиме дека таа е нели од 12 години па до кај 25-6. Старосната граница на светско ниво ќе се изненадите. Таа е од 30 до 45 години. Тоа е average, она што викаат. Во Србија во гейминг индустријата се вработени околу 3000 лица во 130 компании. Србија се наоѓа на првото место по процентот на вработени жени во овој сектор, дури 30%, додека европскиот просек е 22% вработени жени во овој сектор. Во Србија ги имаат Nordeus, ги имаат EA, ги имаат Ubisoft. Иако не беа толку јаки ни они. Значи, многу интересно дека свеста за гейминг во околните земји околу нас е многу помала, беше помала отколку во Македонија. ГГ кога го почнавме пред 9 години подкастот, нема поим, ниту постоеше било каков изглед дека ќе се направи некој таков медиум силен за работење. Кога го почнавме ние Global Game Jam со Магда пред 10 години и неколку години поред бевме меѓу топ 5 држави по направени игри по глава на жител, што е огромен успех. Никој од околниве држави немаше таков тип на разбирање. Но за разлика од тоа што кај нив го сватија многу брзо институциите, многу брзо се накренаа. Сега во Магда, например, во Македонија 10 години, SGA во Србија, Serbian Game Association е 4 години или 3 години. А они веќе имаат сериозно тело заради тоа што имаат многу студија кои што го финансираат и им се исплати тој сектор. Кога се случи рецесијата во Грција, голем дел од студијата кои што имаат таму представништа се преселија во Бугарија и во Србија, така тоа дополнително ги крена тие две држави. Развојот на видеоигрите е тимски спорт и освен луѓе кои што имаат техничко образование, потребни се професионалци од повеќе области. И во универзитетите, врвните универзитети на светот, како на пример на филмските академии, музичките академии, веќе постојат насоки кои што се специјализирани за компонирање на музика, за видеоигри, за развој на приказни и на видеоигри и така натаму, кои што се пак најбарани, меѓу најбараните и најпосетените од студентите и во овие уметнички академии. Во Европа огромен број научни институции нудат образование со кои може да се развијат вештини за развивање на видеоигри. Па така во Франција 130 институции нудат образување на професионалци за развивање на видеоигри, Германија 113, во Финска 39. Едукацијата и кај нас и во светот се уште не е толку многу поврзана со крајниот резултат, односно со развивањето на игри. Луѓето кои што развиваат игри, овдека зборуваме најмногу за програмерите. Тие пред се треба да знаат работи кои што се учат вообичаено на факултетите како финки, например. Или другите факултети кои што се за информатички студии. Така што тие луѓе кои го имаат тоа знаење, например C++, C++, C#, многу е лесно тоа знаење да го насочат и да го употребат на енџините, односно тоа би било апликациите, програмите кои што се користат за развивање на игри. Сега, го земеме тоа така, всушност би значило дека секој факултет за IT вади реално кадри. Тука веќе зависи од личната желба, дали сакаат да се насочат кон игри. И тука доаѓа моментот зошто недостига кадар. Според податоците на Статиста се очекува бројот на корисници во сегментот за видеоигри да изнесува 0,7 милиони корисници до 2026 година, односно пенетрацијата на корисниците се очекува да достигне 32,3% до 2026 година. Каков е потенцијалот во поглед на производство на игрите од нашава земја? Па претежно во нашава земја немаме ние некои академии, премногу академии што се занимаваат со гейминг, односно дури сега скоро почна да
уведуваат некои гейминг предмети на неколку факултети, на техничките факултети во Македонија. Со тој податок и ние како компанија од 130 вработени што секојдневно работиме на гейминг, можам да кажам дека имаме премногу потенцијал, валјда што се уште не си го знаеме. Верувам дека кај младите интересот да бидат вклучени во производството на игри е скоро еднаков каков е интересот за играње на игри. Како во таа насока комуницирате, како ги пронаоѓате луѓето кои што би можеле да работат во вашата компанија и во гейминг индустријата, односно во производството на игри? Така. Па реално за да работиш во гейминг треба да сакаш гейминг и треба да сакаш да играш игри. Мислам тоа е клучна работа за тоа што секојдневно се среќаваш со тоа и на работа. Како ги пронаоѓаме? Зависи од позиција до позиција. Ние имаме многу IT поврзани позиции на некој начин, што се баш development или QA. Претежно джуниорски позиции за QA, тоа ни се луѓе што имаат претходно познавање, техничко познавање за QA, дали тоа е техничко школа или некоја академија завршена, и пак ќе спомнам луѓе што сакаат да играат игри. Додека development позициите, не сите development позиции се поврзани со гейминг, ние имаме и бекенд работи што се работат, така да зависи од позиција на позиција. Имаме позиции реално што не се ни многу познати кај нас. Тоа се позиции што ги нема во IT компаниите, што се некои специфични позиции за гейминг. Тоа се претежно позиции што примаме джуниори, на некој начин луѓе што имаат некој искуство, на пример еве ќе спомнам некоја економска позиција, не знам, monetization, user acquisition, што се позиции претежно работат со бројки. И тоа се луѓе што се на некој начин економисти или математичари, што доваѓаат кај нас и ние им даваме соодветна обука, заради тоа што нема кај да го научат оние што го правиме. Анализите на професиите на иднината, односно проекциите на професиите на иднината говорат дека гейминг индустријата ќе нуди многу професии кои што ќе бидат атрактивни, од луѓе кои што ги развиваат игрите до луѓе кои што ги тестираат игрите. Какво е вашето искуство, колку во Македонија имаме интерес за ета професија? Човек кој што ќе тестира игра за да ги утврди можеби оние грешки кои што ќе треба да се отстранат. Така. Има интерес, морам да кажам дека има интерес заради тоа што е многу привлечно. Самото тоа што нели доаѓате на работа и играте игри, што не е баш буквално така, али е привлечно посебно за джуниори. Посебно за луѓе што немаат претходно искуство и кога ќе се спомне гейминг, баш буквално се мисли дека доаѓаш на работа и играш игри. Но пак ќе кажам, кај нас многу малку се знае за гейминг индустријата. Дури воопшто не знам ни колку публиката го знае податокот дека гейминг индустријата е многу голема, е многу поголема од филмската и музичката индустрија, да. Па мобилната индустрија е најголема гейминг индустрија, што е многу поголема од конзоли и компјутерски игри. Така да од гейминг индустријата, мобилната индустрија е нешто што не води напред и е што посебен подем. Во светот постојат многу земји кои што Америка е сериозен пазар, на европско тло Германија, Франција, Шпанија се многу сериозни во поглед на произведувањето на видеоигрите и во таа насока нивното образование е многу прилагодено на тоа, односно имаат бројни научни институции, факултетско образование кое што им помага да ги развијат своите вештини. Кај нас во регионот се обидуваат Грција, Србија, Хрватска да го направат тоа. Како е во Македонија, како се сноѓате вие? Веќе споменавте дека во формалниот дел на образованието е скоро да го нема, а во неформалниот дел колкав е интересот на неформалното образование за да се вклучи во производството на луѓе кои што ќе имаат вештини? Така. Па реално и ние самите се дообучуваме од нашите професионалци, односно од нашите колеги што се од други локации, што имале можност да учат на некое формално образование и исто така користиме и многу нормално курсеви видео, се што ќе најдеме што е на интернет. И секој кај нас во Македонија, ако живее во Македонија, секој само така може да се дообразува за нешто повеќе за гейминг индустријата. Вашата канцеларија, ќе ја наречам така, во поглед на вашата мрежа ширум светот е најбројна. Така. Како стигнавме до таа бројка? Дали во Македонија има поголем потенцијал од другиот дел на канцелариите ширум светот? Така, па ние имаме канцеларија на неколку локации. Нашето седиште во Израел, каде што таму се околу 100 колеги, ние тука сме 130, најбројна канцеларија на Crazy Labs.
Имаме потенцијал, да, за чудо ја така спомнавте на почеток, дека немаме формално образование, али сите се дообразуваме и многу придонесуваме и сакаме да учиме, така да мислам дека доколку имаме можност некое формално образование да имаме во Македонија, мислам дека потенцијалот би бил многу поголем и ние би се проширеле може дупло. Како изгледа да се подготвуваат видеоигрите? Како ги пласирате на пазарот? Како дознаваат? На кој начин комуницирате со оние кои што се потенцијални конзумери? Да, да. Да, така. Па вака, за една игра да излезе на пазар, тоа е поширок процес и подолг процес. Прво мора да се следат сите трендови, значи маркетинг од страна на маркетинг, па дали таа игра има маркетабилити, односно ќе може да се продаде и да се пробие на пазарот. Потоа се прави некој прототип, односно некоја игра што е малце пократка, се анализираат податоците, нормално дали се игра, колку се игра, дали интересна и така натака. И дури потоа се вложува малку повеќе и се прават, не знам, зависи од играта, дали повеќе левели, дали некој надоградување. Нашите игри сите се бесплатни. Може юзерите да ги спуштаат од iOS и од Google Store. Дали се достапни за мобилни телефони, само за десктоп? Само за мобилни телефони, само од iOS и од Google. Ние правиме само мобилни игри. Каква е состојбата со жени, со девојки кои што се вработени во вашата компанија, бидејќи секогаш ме интересира она што успеав да го откријаме дека на светско ниво полека жените се приближуваат. Се уште се третина, не го достигнале оној рамномерен дел, но се чини дека постои огромен интерес и жените да бидат вклучени во оваа индустрија. Да, па кај мене е малце поинтересен фактот, заради тоа што ние сме на глобално ниво во Crazy Labs, 40-60, што значи дека 40% се жени, а кај нас во канцеларија сме 48-52. Што е скоро еднакво. Да, да. Какви се условите за работа? Дали жените имаат рамноправен статус со мажите? Буквално исто се. Мислам, одлично. Дури и повеќе. Одлично. Она што го забележав е дека вашата индустрија се уште на некој начин не е прецизирана во Македонија во поглед на пласирањето на податоци, за да се направи некоја анализа. Се уште сте како дел од IT секторот, а сте нешто различно. Дали се прават напори да се направи нешто во тој поглед? Така, па ние како компанија ги поддржуваме сите гейминг организации во Македонија. Ќе спомнам еве Game Jam, исто и они може да се пофалат колку многу потенцијал за гейминг има кај нас во Македонија. И секоја организација и секоја мисла и идеја за да се направи нешто за гейминг индустријата во Македонија. Но пак ја кажам, заради тоа што сме едина поголема компанија што се занимава со гейминг во Македонија, пак сме на некој начин ставени во тој IT сектор, да, IT компанија, иако пола од нашите позиции не може да ги најдете во ниедна друга IT компанија. Какви се условите за работа, какво е работното време, дали е флексибилно, дали имате одреден дел, како сите други од 8 до 4 или втора смена, да, на кој начин функционирате? Малце по-релаксирано е кај нас, ние работиме од 9 до 5 на некој начин, но флексибилно кој кога сака да се дојде и се отиде. Работиме од канцеларија, имаме преубави услови, може да ве поканам да дојдете да снимате кај нас. Петок не е малце пофлексибилен и тогаш имаме можност да бираме дали сакаме да останеме дома или да работиме од канцеларија. Имаме премногу услови, премногу бенефити, дури доручек и ручек за сите вработени, приватно здравствено осигурување, фиткит, фитнес, имаме во сала, во самата зграда имаме сала за фитнес и уште многу друго. Како стоите на со оглед на тоа дека имате канцеларии не само во Македонија, ги споменавте локациите, дали постои начин на размена на луѓе од Македонија во канцелариите надвор од Македонија? Во глобала ние се дружиме, односно соработуваме со сите наши канцеларии, имаме многу често состаноци, ние идеме кај нив, они доаѓаат кај нас. Не сме имале пример до сега кај што некој се иселил скроз, очигледно ние многу си ја сакаме Македонија, они се го сакаат Израел или Германија или, како да кажам, Кина, Индија, што се малце подалеку, имаме и таму канцеларии.
Во Македонија е изработен првиот извештај на Британскиот совет за мапирање на индустријата за развој на игри во земјава. Проектот е реализиран од страна на истражувачкиот тим на Институтот за социолошки и политички правни истражувања при УКИМ Скопје. Станува збор за прво мапирање на индустрија која спаѓа во сферата на креативните индустрии од ваков вид и во чии рамки е применета сеопфатна методологија согласно препораките на Британскиот совет за лоцирање на креативните индустрии во Македонија. Како резултат на истражувањето, беа генерирани значајни сознанија од кои што произлегоа релевантни заклучоци и препораки, како за чинителите во оваа индустрија, така и за креаторите на националните политики, со цел поддршка и унапредување на индустријата за развој на игри. Значи, во однос на формалното образование, во Македонија постојат 9 универзитети, на кои што се наоѓаат 20 факултети за информатички и компјутерски науки, за визуализација, мултимедија, графички дизајн, филмска продукција, звучен инженеринг, на кои постојат наставни програми кои нудат обука и курсеви неопходни за вештините при создавање и дизајнирање на видеоигри. Но постои само еден факултет на кој што конкретно се изучува дизајнирање на видеоигри и се изучуваат авторските права на дигиталните содржини, нешто што е исклучително значајно за оваа индустрија со цел да го заштити својот интелектуален производ. Во однос на неформалното образование, речиси сите IT центри, едукативни центри, нудат обуки и програми за развој на вештини неопходни за оваа индустрија, но она што го добивме ние како податок е исклучително интересен, бидејќи испитаниците и покрај фактот што најголемиот број од нив се дипломирани студенти на факултетите за IT науки, тие своето образование, своите вештини ги стекнале на информален начин, односно тие се самоуки, поточно ги стекнале по пат на онлайн курсеви преку различни платформи и YouTube туторијали. Иако станува збор за индустрија со огромен потенцијал и индустрија која може да биде значајна развојна компонента во севкупната национална економија, за жал кај нас оваа индустрија како таква не е препознаена од креаторите на државните политики и од тука отсуствува целосна државна стратегија на овој план и истовремено заради тоа отсуствуваат и голем број потребни и неопходни владини мерки и политики за поддршка на оваа индустрија. Како најголем правен проблем би можело да се издвои ризикот од двојното оданачување, бидејќи Македонија на овој план нема подпишано договор за двојно оданачување со Соединетите Американски држави и веројатно регулативата во однос на регулирање на даноците, значи даночни политики во смисла на улеснување на данокот, даночни стимулации, понатаму креаторите, дизајнерите на видеоигрите и компаниите во оваа индустрија како голем правен проблем го посочуваат комплицираното вработување, односно комплицираните процедури за вработување на странските нерезиденти во Македонија, бидејќи често пати се соочуваат на недоволен кадар, домашен кадар, па од тука мора да ангажираат и странски кадар и при тоа тие се соочуваат со многу комплицирани правни процедури. Како примарна бариера, чинителите во оваа индустрија ги посочуваат финансиите, бидејќи станува збор за индустрија во која е потребна голема финансиска инвестиција во однос на опремата, кадарот, обуката на тој кадар, заради што нашите компании за развој на игри не можат да бидат конкурентни на глобалниот пазар,
Значи, следниот проблем е пристапот до глобалниот пазар. Уште еден проблем е пристапот и контактите со странските и домашните инвеститори, потоа стекнувањето на вештини неопходни за создавање, за дизајнирање на игри и уште една бариера која самите дизајнери, самите компании би можеле да ја отстранат, која не е наметната отстрана, е нивното нечленување во домашни и странски професионални и меѓународни асоциации и издруженија. Иако гейминг индустријата во Македонија се уште е млада, постои голема заедница на луѓе кои што се заинтересирани за развој на дигиталните игри. Што во таа насока ви носиме во истражувањето кое што го направивме. Индустријата за развој на игри вклучува дизајн, развој, продукција и издавање игри. Отвара работни места за развивачи на игри, дизајнери, уметници, луѓе вклучени во маркетинг и продажба и слично. Како би можеле ние да ја прикажеме македонската гейминг индустрија, најдобро е кога би ја гледале од страна на оние студија и компании кои што носат нешто, како најдобро да се објасни, нешто ново и нешто креативно, кои што создаваат нивни авторски производи, развиваат авторски игри. И тоа се секогаш малите компании, малите студија и индивидуалците. Така да и јас од тука би тргнала секогаш кога би погледнала каква е сликата, затоа што кога гледаме од форма на аутсорсинг, секогаш може да се најде, но тоа никогаш не е креатива која што излегува од Македонија. Многу се поважни овие мали студија како што се Дакван, Workbench Entertainment, Интетик, во Битола има други студија, во Охрид има студија. Интересно тоа дека ние во Македонија се уште во централниот регистар, знаете, она кога треба да кажеме да регистрирате компанија и со која дејност се бавите, одбирате шифра на дејност. Кај гейминг индустријата се уште ние немаме поставено шифра на дејност. Тоа малку ме потсеќа ние кога почнавме нашата фирма 90-та година, исто така немаше за софтвер нели програмирање шифра на дејност, па потоа се воведе, али е добро да почне да се зборува. И сега сите компании, значи тоа се млади компании со млади луѓе, инженери, уметници, филмски режисери, музичари, тие се значи претопени во шифрите на дејност на нивните дејности. Бидејќи во гейминг индустријата еден од поважните фактори се значи програмерите, значи инженерите, девелопери. Така да сите тие спаѓаат во категоријата на IT шифра на дејност. Во Македонија оваа гранка нема некој посебен статус. Се вклучува во IT, иако заради подемот кој го има глобално, неопходно е да се третира индивидуално, а воедно и да се поттикне нејзиниот развој. Крајниот производ е софтвер. Ако ги гледаме дигиталните игри, меѓутоа ако ги гледаме како развивање на игри, игрите сами по себе може да бидат дигитални и може да бидат друштвени игри, има најразлични видови, но ако ги гледаме дигиталните игри, крајниот производ е софтвер и предпоставувам заради тоа ги ставаат во IT. Иначе се збир од многу различни сфери и тоа е всушност спој на IT со голем дел од креативните, ако не и со сите креативни индустрии, че таму има од глума до режија, до музика, до сценарио, така да реално, но крајниот производ е софтвер и верувам дека тоа ги води кон IT. Во Македонија нема, односно освен ако ги земеме Taptail, односно сега се Crazy Labs, како поголема компанија. Ако ги земеме Napnog, например, или Indium Play, кој што се исто така малце поголема компанија, немаме голема компанија да има представништво. Ги немаме Ubisoft, ги немаме Activision, ги немаме EA, немаме ништо од тоа. И едноставно нема кој да го бустира тој сектор за развивање на игри. Индустријата за информатичка и комуникацијска технологија е најбрзо растечки сектор во македонската економија и игра важна улога како снабдувач на работни места и создавач на извоз. Кај нас, за жал, е повторно она јајцето и кокошката, ако државата не брцне прст во ова гранка, многу тешко ќе
ќе се накрени заради тоа што нема доволно компании кои што може да го одржуваат тоа. Се бројат на прсти. Како што кажав, тие две, тука се не знам, ако ги ставиме стартапот Furious Avocado, кој што направија мега гига тера хит Tie-Dye, која што се продаде од над 200, се даунлодира над 200 милиони даунлоди, кој што прави многу средства. Нема кој да ја поддржува, условно кажано, асоциацијата која што би се бавела со оваа работа. Македонските студија за развој на игри имаат тешкоти да најдат, привлечат, регрутираат и изберат искусни, квалификувани и вешти кандидати за вработување, односно работен ангажман во земјата. Кадар не достига заради две нешта. Прво, постојат попрофитабилни сфери на IT индустријата, каде што програмерите се насочуваат, затоа што дизајнери, луѓе за нарација, до некаде луѓе за музика може малку полесно да се најдат. За музика мислам дека не се наоѓаат толку лесно, но нарација и дизајнери се наоѓаат. Програмерите се дефинитивно проблем. Тие ќе отидат кон банкарски софтвер, кон софтвер во медицината и уште повеќе. Ќе работат во странство. Во странство можеби да работат да развиваат игри, можеби да работат нешто сосема друго. А некогаш додека студирале имале желба да развиваат игри. Со години трубам на сите можни институции кога има било во контакт дека програмирањето треба да се воведе од основна школа, заради тоа што тоа е на ниво на if then else. Тоа е чиста логика. Не правиме муабет за тешки математики. Значи треба логички да сватат децата како функционираат машините, како функционира микробрановата. Микробрановата функционира кога стаиш и викаш оди од тројка додека не стигне на нула, не ја гаси. Тоа е кога таква логика ќе се створи кај децата, многу полесно ќе им биде после тоа да работат и на компјутери, но и на друго ниво. За средно веќе да не зборам. Значи тоа е сулудо што немаат сите школи треба да имаат час по програмирање, 2 часа неделно програмирање, сметачки машини, програмски јазици, како и да се вика, не е важно. Не постои посебна правна регулатива, а би требало да постои и да биде најверојатно поврзана повторно со софтвер. И би требало да биде поврзана со авторски права, односно начинот на кој што би се заштитиле игрите. Меѓутоа, за тоа што не е формирана посебно за игри, мислам дека авторските права и целокупната работа оди под другите регулативи, односно се распрснува низ другите. Во однос на формалното образование, во Македонија има 9 универзитети со околу 20 факултети, каде студентите може да студираат информатички и компјутерски науки, визуализација, мултимедија, анимација, дигитален дизајн, графички инженеринг, звучен и филмска продукција. Сепак, само еден од факултетите има студиска програма за дигитален дизајн. Многу е комплицирано и тешко да се влезе во оваа индустрија, како да кажам, самостојно. Овдека, иако може Македонија многу да добие на таа индустрија, бидејќи знаете дека нашите IT инженери се неверојатно талентирани и се на ниво на инженерите во светот, сепак, за да се почне да се работи на таа индустрија, потребно е многу голема инвестиција, бидејќи ви требаат големи компјутери, ви требаат специфично знаење, кое што морам да кажам дека од 9 универзитети во Македонија кои што имаат информатичка определба, само еден се занимава со ова проблематика. Затоа е потребно, мислам дека сите универзитети кои што имаат информатички смер, да воведат нешто и да помогнат за овие млади луѓе да може и да се образуваат на почеток на тоа што сакаат да го работат. Гейминг индустријата е многу конкурентна и бара разновиден сет на вештини, а овие вештини најдобро може да се стекнат преку формално образование, односно на универзитетите. Секако, професионалците кои што работат во гейминг индустријата мора да имаат технички вештини. Ова индустрија бара длабоко разбирање на компјутерските науки, на програмирањето, дизајнот на игри и ова секако најдобро се учи на факултет. Потоа потребна е креативност и тоа се учи и се работи на креативност не само на техничките факултети, уште повеќе на уметничките факултети кои што исто така имаат свој удел во развојот на видеоигри. Се учи тимска работа, бизнис вештини, вмрежување и на факултетите се стекнува навика за доживотно учење и усовршување.
кога дипломираните студенти на Финки ќе завршат факултет, тие се свесни дека допрва почнува нивното учење, исто како и сите професионалци во 21. век. Лекари, архитекти, инженери, факултетот е само почеток. Ги чека долг пат на доживотно учење и стручно усовршување. Се додека ние сите сегменти од гейм девелопментот, значи наратив, тоа е писатели и драматурзи, гейм дизајнер, тоа е режисер практично, продуценти, тоа е гейм продюсер, го имаме. Имаме музика, саунд дизајн, имаме цртање, 3D моделирање, 2D артисти, тоа се професии кои што се раштркани по различни факултети, кои што доколку ги ставиме на едно место во ист момент, ќе направат академија за гейм дизајн. Во нашава земја полека во неформалното образование се вклучува понудата за стекнување професионални вештини и знаење за потребите на развивање видеоигри. Моментално во СМС Едукација се нудат две програми. Првата програма е за деца, односно со самите Unity курсеви почнуваме на 12 годишна возраст. Втората програма е наменета за возрастни лица, односно за лица кои што се над 18 годишна возраст и тука веќе влегуваат како дел од академиите или курсевите кои што се за возрастни. Во однос на Unity се нудат Unity 2D и Unity 3D програми, каде што нели целосно се разработува една целосна програма за да можете да работите како гейм девелопмент во иднина како професија. Да ги пофалам, значи овие компании што се занимаваат со неформално образование, нели како што се сега да не ги набројувам од CMOS, Brainster, Sibus. Значи сите имаат тие компонента кај нив повеќе може да научите за геймерството отколку на универзитетите технички. Потребни се нови наставни програми на универзитетите во областите како што се дизајн на игри и или развој на игри. Е атрактивна е, можеби не толку како за машките, затоа што најверојатно момчињата порано почнале да бидат геймери. Меѓутоа има одлични девојки и секогаш во победничките тимови има девојки. Тоа е многу интересно. Интересно е што носат некои нови квалитети, нови начини на кои што изгледа играта и уште поинтересно е што најголем дел од нив, односно на прсти се бројат од едната рака тие што останале во Македонија, значи девојчињата редовно заминуваат и прават игри во странство. Иако оваа индустрија во земјава е се уште млада, постои голема заедница на луѓе кои се заинтересирани за развој на дигитални игри. Секако мислам дека треба да направиме еден напор ние како држава да ова го ставиме во рамките на државата. Државата треба да направи можеби своји центри кај што ќе се едуцираат. Геймингот за Ѓоргиот секогаш бил пасија. Поминувал доста време играјки видеоигри, за да денес работи на нивно креирање. Од работа со консалтинг и ревизија после завршување на факултетот до гейминг индустрија денес, по случајно виден оглас за работа. Од први не знаев што да очекувам, меѓутоа ми се виде интересно како спојката помеѓу математика, економија и гейминг. И се решив да аплицирам, успешно ги поминав тие чекори, тоа беше отприлика пред 5 години и најпрво им започнав како аналитичар на игри во рамките на компанијата. Значи, во тоа време тоа претежно опфаќаше анализа на како нашите играчи ги користат апликацијата, односно кои се тие точки на фрустрација, кои се тие точки каде што напротив од фрустрацијата преминува кон желба да се плати за да се оди понатаму, кои се тие моменти кои што можеме да ги подобриме во рамките на самите апликации. Со текот на времето, компанијата каде работи се насочила кон подлабоки и подолги игри, кои што побаруваат поголема концентрација за анализа. И во тој момент, всушност, јас ја добив привилегијата да бидам аналитичар на Супер Стайлист, која што во тоа време излегуваше на пазарот, тоа беше во ноември 2018 година. Се пронајдов многу во таа улога, каде што имав буквално цела недела фокусиран на еден продукт. Се поврзав многу со самиот продукт, со начинот на кој што играчите ја воспримаат и ја разбираат играта.
кои се тие работи кои што можеме понатаму да ги надградуваме, како да ја развиваме играта, бидејќи на почетокот беше повеќе, да речеме, во некој тип на прототип фаза, каде што има, да речеме, базична содржина за само неколку дена, меѓутоа нема содржина за некој да ја игра со месеци. Со тек на време тимот се развиваше, апликацијата многу порасна. Во одреден момент стигнавме до 10 милиони месечни корисници. Ова е почетокот на поголеми предизвикувачки активности на тимот, но и нова можност на Ѓорги за професионален развој, како што растела и самата популарност на апликацијата. Во тие моменти јас си го превзелов раководењето со апликацијата, бидејќи беше препознаено од страна на нашиот менеджерски тим во Израел дека добро напредуваме, дека и покрај тоа што, да кажеме, до тој момент повеќето од такви водечки позиции беа, да кажеме, повеќе во Израел, не толку во Македонија, меѓутоа сепак компанијата препозна дека и тука може да најде свој партнер само, а не само работници, него и баш партнери во развојот на компанијата. Нема ништо попредизвикувачко во оваа работа, од тоа да знаете дека на луѓето им давате забава, додава Ѓорги. Особено во пандемијата многу ме исполнуваше кога добивавме разни пораки за поддршка во рамките на Супер Стайлист, каде што луѓе буквално кои што имаат и тешки судбини и се осврнуваат кон игрите да ги одвлечат своите мисли од секојдневието. Значи, буквално многу благодарна работа е кога на некого ќе му направиш да се чувствува подобро во рамките на тој виртуелен свет, а во исто време и како индустрија има многу прогрес кај да расте и да се развива, бидејќи се повеќе луѓе имаат пристап до тоа, ако на времето само децата играле, па после тоа тие деца, да речеме, до 20-30 години луѓе играле, понатаму сега гледаме дека се повеќе и доста од возрастните, да речеме, и баби и дедовците играат игри. Индустријата на видеоигрите датира од 1952 година. Што ви носиме во артикулација? Открите сега. Индустријата на видеоигри датира од 1952 година, кога еден професор на Универзитетот во Кембридж ја објавил првата дигитализирана верзија на X0 под наслов OXO. Македонија во 2021 првпат учествуваше на Game Jam Plus 2021-2022. Game Jam Plus е најголемиот маратон за развивање на игри во светот, чија цел е преку процес на инкубација и забрзување да овозможи најдобрите игри да станат пазарни производи привлечни за инвеститорите. Настанот Game Jam Plus Macedonија се организира со цел да се промовира развивањето на дигитални игри во Македонија и да се поддржат сите кои креираат или имаат желба да научат и да креираат дигитални игри. Европратениците изгласаа резолуција со која бараат да се даде поддршка за развој на стратегијата во ЕУ за видеоигри и тие да се сметаат за културно наследство. Со резолуцијата се бара да се изземе државната помош од фискалните правила во ЕУ кога станува збор за вложување во видеоигри, со што би се поттикнало помасовно вложување во оваа област и би се задржале талентите во Европската Унија. Според пратениците, Европската комисија и земјите членки треба да ја препознаат додадената вредност на видеоигрите за Европската Унија и нивниот потенцијал за раст и иновација преку елаборација на долгорочна стратегија за видеоигрите во ЕУ. Геймингот како тема ќе не привлекува и во следната емисија, но од друг аспект. Довидување до неа.